Повеќе од 2 години Кочани представуваше центар на женскиот фудбал во Македонија. Придонесот на престижниот епитет е подеднаков на женскиот фудбалски клуб Кочани и на Младост ИДНС, кои само во 2 фудбалски сезони освоија 2 трофеи и има уште едно учество во финалето на Купот на Македонија. И токму кога се беше подредено да се оди понатаму, во нагорна линија на развојот на женскиот фудбал, со само еден пораз се распрсна како меур од сапуница сите амбиции, вложувања и напори во создавањето на најдобриот клуб во државата. Едно е сигурно, управата на клубот во Кочани ги донесе најголемите фудбалски имиња во женскиот фудбал во нашата држава. Донесе дури засилување од соседна Србија, која своевремено имаше клуб од европски формат и шампион на стариот континент. Па сепак, тие што требаше да ги потврдат минатогодишните вредности и да отидат чекор понатаму, кикснаа во најважниот момент. Лесно е сега да се бараат виновниците помеѓу тренерите или фудбалерките, но веројатно потешко беше да се предвиди исходот и да се преземаат адекватни потези пред одлучувачките дуели. Едно е сигурно, женскиот фудбалски клуб Кочани го плати данокот на неискуството и на фактот дека сите сегменти во клубот не функционираа како добро наштелувана машинерија. Тренерите, а сигурно и фудбалерките, како да не беа подготвени за машка игра против агресивноста на Драгон. Навикнати да ги победуваат противниците со 10 гола разлика, разгалените репрезентативки мислеа дека противничките ќе им се потргнат од патот и ќе ги пуштат да се прошетаат до титулата. Но се е ново искуство, а секое искуство се плаќа. Женскиот фудбал во Кочани во оваа фудбалска сезона ја плати можеби највисоката цена од спортски аспект. После се останува дилемата каква стратегија ќе се гради за понатаму. Речиси со сигурност управата ќе им се заблагодари на поголемиот дел од фудбалерките, ангажирани од страна. Но реално е да се очекува да се задржат најдобрите како костур на екипата, за покрај нив да се создава нов тим од домашна средина. Ако тоа го прави и женскиот фудбалски клуб Младост ИДНС, ете го рецептот Кочани да се одржи на позицијата на центар на женскиот фудбал во Македонија.